Денес по повод светскиот ден, односно светскиот месец на велосипедот, еве и вие како дел од самата манифестација овде на спортскиот центар Јасмин. Треба ли почесто да се има вакви манифестации пред се заради здравието кој што го дава самиот велосипед? Так, треба да има почести манифестации и треба да го поттикнуваме свеста за возење на велосипеди. Така да денеска го одбележуваме месец на велосипедот, тоа е месец мај, заедно со Општинскиот сојуз за спорт, училишен спорт, организација за поттик на свеста и за давање на едно големо значење за велосипедизмот. Денеска на наше задоволство, исто така е господинот Петар од Германија, кој што од до избор до тука патуваше со велосипед и нас ни е така една чест и задоволство ако некој стигнал до избор до Кавадаци со велосипед, да дадем една наша порека дека и секојдневно може да ги користи велосипедите барем до работа, ако не повеќе, не мора да одиме до Германија ни со велосипед. Така да е еден пример за тоа како треба да биде и мене е баш мило што младите имаат една масовна застапеност денеска тука и интерес за возење на велосипед и морам да спомнам да кажам дека општина Кавадарци исто така во месец мај организираше субвенции за велосипедизмот, каде што се пријави многу голем интерес и ми се чини дека околу 50 учесници на таа апликација добија субвенции за купување на нов велосипед. Морам да прашам, особено фактот што тиквешките точакџи веќе постојат ли шанси да се реактивира повторно велосипедскиот клуб од Кавадарци? Че мораме да го реактивираме велосипедскиот клуб од Кавадарци на повисоко ниво. Јас еве че ја најавам и денеска организацијата Алшар. Очекувам ова година да биде така од регионален карактер, така да Кавадарци може да биде еден голем поттик за велосипедизмот. Ние како Општински сојуз на училишен спорт на Кавадарци еве даваме една јасна порака. Мило ми е што е присутен тука и првиот човек дека овој предмет што се вика велосипед, гледаме дека се наоѓа во вистинските раце, тоа е најмладата популација, бидејќи секоја навика што се ствара од најмлади години, после тешко нели и се отврла. Така да денеска според лиценцирањето, благодарност нели до сите учесници, ние како организатор до сега што имам примена од сите наставници по физичко, имаме бројка до сега околу 864, бидејќи мораме да добиеме вистинска бројка, бидејќи настанот завршува на градскиот площад и е проследен со богата лотарија. Иначе, да го поздравиме потекот на градоначалникот, на вистински пат сме и ние, заедно со него, бидејќи начинот на кој се обиде да субвенционира, мислиме дека до година заедно со Советот ќе одобрат не за 50, него за 500, што пример, ако ја смениме бројката од ние обични граѓани во вистински велосипедисти, тогаш и градоначалникот ќе има вистински предизвик да го среди тоа и градската средина и надвор од градската средина, да и тие луѓе се почувствуваат како дел од секојдневието и од сообраќајот, што всушност денес е и нашата парола и ние сме дел од сообраќајот. Пред се е среќен и задоволен што гледа оволкав број на млади учесници кои користат велосипед. Среќен е што под брендот Синалко извозил толку километри и еве дошол баш во епицентарот на Балканот, каде што се одвива сета оваа, да речеме, приказка со Синалко и задоволен е што оноа што го видел преку Кавадарци и што поминал из Македонија, дека е еден обичен народ, но кој е еден спортски заљубеник, нарочно во едни вакви алтернативни работи како што е велосипедизмот. Стартува од минатата недела, има поминато вкупно околу 2000 км, го очекуваат уште неколку рути, со вкупна должина преостанато уште околу 1200 км, што ќе заокружи на 3030 на Европен тур Синалко. Повеќе зависи од теренот, таков тип на возење прави, ако е поодморен, значи возе роуд по асфалт, ако поизморен се релаксира со маунтин байк точка. Е така.